ова мамка за туристи. Овој израз се однесуваше на преваранскиот менталитет на нашиот народ да направи гешефта со некој рекламен слоган, слика, излог, попуст и после да ти го начука со тоа што треба да го добиеш за своите пари. Демек, ти си изгубен германец, туриста и ти фрлаат мамка. Ти се фаќаш за неа, нели, ако сом, и после го јадеш тенко или дебело, зависи од тоа што била мамката. Ако сакате уште попластично да ви објаснам, тоа е како оној ресторано на Миконос што ги дере туристите. Прво ги кани со табли на кои цените немаат врска со цените во менито, кој всушност и не постои, а потоа им носат веднаш салати, узо и грицки, за кои туристите мислат дека се бесплатни, бидејќи не ги побарале. После конобарот ги убедува за некои лигни на кои на крајот ќе излезат 120 евра порција и на крајот ненајадени ќе ги крстат 700-800 евра сметка која мора да ја платат, иначе се собира цел персонал, вика на грчки, ти се дере на ува, буквално ќе се соберат 100 души за секунда, која албанци на сообраќајка на пластичарскана. Тоа ви е буквално мамка за туристи. На здравје, вистина зборам, гледате. Ама таа мамка за туристи не е класична превара која ги мами србролюбците и алчните и тие кои сакаат преку леп погача. Не е превара како што се тие понзиевите шеми и разни превари у кои што ќе вложиш толку, ќе добиеш онолку, на крај ќе го добиеш куро на магарето во зоолошка. Туку се е тоа превара за широки народни маси и нормални луѓе кои со кутрата среќа налетуваат на неа. Со куратата среќа налетуваат на неа. Исто така мамката за туристи се применува секој ден и во секоја сфера на живењето. Секаде каде што расипаните газди сакаат да го исечат својот потрошувач и да го доведат пред свршен чин. Ника, мојата Марика си замина со 2 нови свршеника. Чиста тројка, првата тројка во историјата на македонската музика. Уствари тие, значи, партал се правеле овие и у време на нашите прадедовци тројки се правеле. Оти Ника, убава Марика си избега со 2 нови свршеника. Кај застанавте уствари? Да се вратам на овие мамкиве за туристи. Најлегендарната македонска мамка за туристи е бурекот со сирење, кој никогаш во себе не содржал сирење, да се разбереме, туку ефтин